А сега одиме со гостин во студиото, господја Весела Честоева. Довчера директор на Археолошкиот музеј и актуелен раководител на секторот за стручни работи, но сега е екс и на едното и на другото. Она е една од оние лица кои што доби отказ од новото раководство на новата влада на СДСМ. Како го добивте отказот? Имаше ли некоја најава, образложение, било што? Дозволете ми на почетокот само да кажам, дојде животот во Македонија. Значи, завчера, додека сум на боледување, за мене од непознати причини, од страна на раководниот тим, односно веде директорот на институцијата Археолошки музеј на Македонија, за време кога сум на боледување, при рутинска контрола разбрав дека не ми е платено осигурувањето, што ме натера да се посомневам дека нешто се случува. И од Агенцијата за вработување добив информација дека со вчера заклучно сум одјавена од функцијата раководител на секторот за стручни работи при Археолошки музеј на Македонија. Веќе одјавена. Прекинато здравственото осигурување, не ви дадоа можност да го видите отказното решение, жалба? Ништо. Значи, јас информацијата ја имам сосема случајно при рутински преглед од страна на доктор кој што ми кажа дека не е платено, на што јас се посомневав, отидов во Агенцијата за вработување и добив информација дека од вчера јас сум одјавена без никакво образложение, решение немам. Тоа се случува вон сите законски норми за време додека сум на боледување. За мене ова представува класичен политички реваншизам и елиминација на политички... културата, заради музејот. Да, и елиминација на политичките неистомисленици, се разбира. Па да, сосема точно би сакала малце да елаборирам во културата. Значи, јас бев првиот директор на Археолошкиот музеј на Македонија и ја основав таа институција, што за мене представува гордост, затоа што неколку пати имам истакнато дека таа институција ви недостасуваше на Република Македонија, бидејќи за прв пат Македонија доби еден репрезентативен објект во кој што се сместени некаде над 8.000 музејски артефакти, кои што изминатите години самата јавност, стручната јавност, посетителите, туристите немаа прилика да го видат. Тоа го гледа еднаш во годината кога се организира оние класични изложби на крајот на тековната година како резултат на археолошките истражувања, кампањите кои што ги финансираше владата на Република Македонија. За прв пат Македонија доби еден таков објект, значи како што споменав, јас сум основач на тој објект, но очигледно... Благодарен ви е отказот? Да, благодарен е отказот. Имаше ли некои навестувања од кога дојде новото раководство? Како се одвиваше целата таа атмосфера на работа кога дојде новото раководство? Да. Во изминатите 2 недели, откако јас заснував работен однос на 8 јуни, согласно сите законски процедури, со добиена согласност од Министерството за финансии. Зборуваме за раководител на секторот за стручни работи, така. Согласно согласност од Министерството за финансии, согласно мислење од антикорупцијската комисија, каде што вели дека не постои законска пречка за да може да се распише оглас, со распишан оглас на една транспарентна постапка, избрана преку една комисија за селекција, нормално со доставени документи, а не како сега што се примаат по институциите, искрено не ми е јасно. Вие од директор кога истече мандатот, отидовте во раководител за да останете во музеот, бидејќи го имате искуството, така? Точно, да. И низ една таква законска процедура од страна на ВД директорот, актуелниот ВД директор Горан Санев, беше повикан на трудова инспекција, која што констатираше, замислете во записникот, дека нема никаков проблем за реализација на тоа вработување. Нормално незадоволен од тоа новиот министер Ала Ѓозовски пушти повтор пат инспекција, сега за јакната, со раководителот на трудовиот инспекторат и представници од Министерството за култура, кои што повторно ништо не констатираат. Значи, констатираат само записнички дека да, има постапка, направен е увид, има договор за вработување. И каде е сега, според мене, мислам, целата работа, они се повикуваат, тоа имав можност да го видам во самата одјава, се повикуваат на записник, јас сум одјавена врз основа на записник од трудова инспекција. Познавачите на законите во Република Македонија точно знаат дека записникот не е основ за отказ, него сега следи решение
врз основа на тој записник, кој што они нормално не го исчека, нормално притисокот од страна на Алагјозовски беше врз директорот тоа да го направи, воспротивно има добиено закана дека ќе му даде и на него отказ, па ќе дојде некој трет кој што тоа ќе го направи. Значи класичен политички реваншизам и елиминација на мене како личност, бидејќи јас сум партиски човек, значи јас екс-пратеник во структурите на партијата, Меѓутоа професионалец во така. својот дел, во смисла јас сум и археолог по професија. И ете, од прилика тоа се случи. Мислам дека не е законска постапката. Јас моето право на суд ќе го барам, нормално. Јас не сум како нив, да не верувам во институциите на системот. Јас моето право ќе го докажам низ една судска постапка и ќе докажам дека тоа не може да биде. Еве тука беше и господјата Катарина која што исто така доби отказ од Агенцијата за храна и ветеринарство и нејзи го постави истото прашање. Судските процеси траат долго. Еве нема да навлегуваме дали ќе ги добиете или не, вие верувате дека ги имате документите, меѓутоа ова институција, дури да го добиете, нема да платат оние кои што го спровеле овој нелегален отказ, да речеме, туку ќе плати државата, ќе платат граѓаните, тоа повторно од буџетот на Република Македонија. Тоа е најинтересно. Години ќе си поминат вие без работа. Овде повлекува и кривична одговорност на самото раководно лице на институцијата, бидејќи има постапено согласно многу членови од законите, врз основа на кои што има донесено, ги има прекршено, така да јас ќе поведам не само судска постапка, него и кривична постапка, нормално, за сите кои што се инволвирани во овој цел случај. И што во овој период? Во овој период не знам да ви кажам што. Очигледно жените им се инспирација на СДС, така да освен колешката од Агенцијата за ветеринарство и храна, која што исто така беше избркана на, што знам како да кажам, за мене е тоа небулозен начин за евиденција, картичка да биде да го изгубиш работното место. Јас го губам работното место кога јас сум се уште на боледување. Значи се уште сум на боледување сум. Значи они немаат право законско да ми достават отказно решение додека јас сум на боледување, да. Но нормално пак ќе речам, ние правдата ќе се бараме на суд, па сега така. Ке следиме секако ние телевизија нова, посебно сите овие случаи кога се работи посебно за жени кои што се обесправени, како што велите. Меѓутоа, ајде малку за убави работи. Вие сте првиот директор на музеот. Може ли да ми направите една паралела како се работеше во музеот, кои проекти се? Јас лично знам дека имавте премногу активности, имавте премногу привлечена публика во музеот, навистина беше популарен. Па јас можам со задоволство да констатирам, пак морам да истакнам дека навистина музеот во изминатите 5 години покажа една квалитетна музеолошка работа. Можам да истакнам дека за овие 3 години, практично од 2014 музеот е отворен, значи 2,5 години, бидејќи сум основач од 2012, затоа велам 5 години. Од самото отварањето на музеот до сега, значи музеот го имаат посетено над 500,000 посетители, од кои голем е процентот кој што отпаѓа на странците. Музеот и ден денес привлекува големо внимание. Како што споменав, значи изложени се над 8,000 артефакти. Музеот организираше безброј настани. Безброј настани на кои што навистина сум горда и кои што можам да кажам дека заеднички со тимот кој што е вработен во самата институција успеавме да ги реализираме. Во 2015 година аплициравме за наградата ЕМА, тоа е Европската музејска академија, каде што археолошкиот музеј го зазема високото 7-мо место во рамките на Европа. Тоа е уште еден доказ и показател дека навистина државата што вложи во оваа институција и текако е испочитувано и исплатливо, да речеме. Во самиот музеј се отвори едукативно детско капче. Бевме домаќини на безброј изложби кои што ги реализиравме. Една од тие изложби е античките мозаици од Равена, кои што македонската публика никогаш немаше да ги види ако не постоеше оваа институција. Би сакала исто така да истакнам, кога сме веќе кај проектите, дека оваа година јас бев назначена за раководител на проектот за изложбата во Оксфорд Ашмолијан во Англија. Минатата година, при една моја посета на Обединетото кралство, склучивме договор со директорот Пол Робертс во Ашмолијан музеот. Морам да истакнам за гледачите дека Ашмолијан музеот е најстариот археолошки музеј во Европа,
каде што беше фасциниран од нашето богато културно наследство. Има И Македонија оваа археолошки година истражувања Ашмолијан во Егида. заедно со Бритиш музејот ја организира изложбата Религиите во големата империја. Тие беа фасцинирани од нашите винички икони, оваа година требаше виничките икони да патуваат во Лондон. Јас на 4 јуни бев во Лондон и го потпишав договорот, но очигледно проектот е стопиран. Повторно политичка елиминација затоа што Весела Честоева е раководител на тој проект. Меѓутоа, Имам сепак е информација Македонија во дека светот. имам информација дека од страна на амбасадата и на самиот музеј е испратена протестна нота до Министерството за надворешни работи. И јас се надевам дека го повикувам почитуваниот министер Ала Ѓозовски, ако е Весела Честоева проблемот, нека ја стават друг раководител, но Само замолувам да се реализира реализира проектот, бидејќи тоа и како значи за афирмацијата на државата и за афирмацијата на нашето богато културно наследство. Ова не е единствениот проект кој што е стопиран, има многу проекти, доаѓате од светот на културата и сте политички инволвирана. Ајде, може ли малку да ми прокоментирате за сите овие културни проекти кои што се стопира во меѓувреме, Стоби, кој беше друг, Законот за национален уметник, Охридски Охридски театар, забележав, Скопи. неколку проекти, денес уствари вчера, мислам веќе има поднесено иницијатива, односно предлог на измени на Законот за национален уметник во Собранието на Република Македонија. Остри реакции има во јавноста за Има укинувањето реакции, на тој нормално дека треба да има, затоа што тоа представуваше на некој начин обврска на државата да се одолжи на тој национален уметник кој што направил нешто за нашата Република Македонија. Нашите најголеми амбасадори се тие луѓе, да. Тука станува збор за Милчо Манчевски, тука станува збор за Ана Дурловски, за Есма Реджепова, така. Имиња кои што се имиња кои што не може да се оспорат, така, на вистина заслужуваат да ја добијат таа титула национален уметник на Македонија. Но за жал очигледно е дека владата на Социјалдемократскиот сојуз не размислува во тој правец, не размислува во насока на тоа како да ги подобри културните политики во државата, бидејќи знаете како политиката е специфична дејност. Специфична, која ќе кажам, значи повеќе области. Предпоставувам и навистина еве сега тоа можам и да го потврдам дека министерот кој што доаѓа од невладиниот сектор се уште ги нема поставањата. Затоа и така работи, затоа и такви одлуки се донесуваат. Јас се надевам дека ќе смогне сили Колку да... ќе се уназади културата доколку стопираат еве проектите како Охридски театар, како Скупи и така натака? Проектот Реконструкција на античкиот театар во Скупи е проект кој што требаше да и донесе на Република Македонија едно култно место за младите, каде што ќе се собираат, каде што ќе можат да се одржуваат културни настани и каде што ќе можеше да се промовира повторно културното наследство. На вистина, штета. Плаошник исто така, спомнавме за Законот за национален уметник, Скупи, Кале, не знам, јас сум едноставно згрозена. Не знам што да кажам, значи можам само да констатирам дека се нема сенс за културните политики во државата. Единствено, во изминатите, колку се 50 дена, со што се бави Министерството за култура, тоа е ловење на политичките и елиминација на политичките неистомисленици и вдомување на партиските кадри кои што доаѓаат од шарената револуција, од разни невладини организации. И јас би сакала еве јавно да го запрашам министерот. Дали за нив има постапка оглас, дали за нив има одобрено финансиски средства, не видовме никаков оглас, па да може тоа да биде низ една транспарентна постапка како што беше мојава. Но за жал, тоа е реалноста. Република Македонија со тоа навистина ќе се уназади многу во тој дел, а навистина покажа големи резултати. Се што е сработено во Археолошкиот музеј навистина не би можела да набројам, затоа што тоа се милион проекти кои што се сработени и кои што доправа се работат. Сега имаме информација дека Министерството за култура ги има стопирано проектите кои што се одобрени согласно годишната програма за работа на музејот. Нема да се реализираат многу од проектите. Исто така дал насоки на неговите раководители дека тие проекти, бидејќи се уште нема завршено со процедурата на смена на останатите директори, ги смета како проекти на директорите, не на институцијата. А
а не знам колку гледачите се запознаени дека самиот директор не ја носи програмата за работа на институцијата, него поднесува нацрт годишна програма која што претходно се усвојува на управен одбор, а таа нацрт програма содржи проекти од сите вработени во институцијата, нормално сега во различни делови. Дали станува збор за делот за археолошки истражувања, популаризација, презентација на богатото културно наследство, дали станува збор за едукативни проекти, дали станува збор за проекти поврзани со уредување на збирките, валоризации, ревалоризации и така натаму и така натаму. Значи сето тоа е стопирано, културата за жал оди назад, но можеби еве тоа е стилот кој што јас баш би сакала да го наречам начин на однесување карактеристичен за растафаријанските анархисти, чија животна филозофија ја следи и нашиот нов министер за култура. Јас само се надам дека културата и политиката нема да продолжат да се искрстуваат патиштата, не би требало. Политиката и културата, точно политиката ја на некој начин насочува културата, нели? Меѓутоа дека не треба да се вмешува. Секако ви остануваме отворени за вас доколку имате било каква потреба, информирајте на за поставката која што ќе оди, се надеваме дека ќе истерате правдата до крај. Ви благодарам што одвоивте време да зборувате за ова за вестите на телевизија Нова. Ви благодарам и на вас.